дажби да се издвојуваат дел од нивниот нето профит надвор од државата? Има такви случаи. Имало и ќе има. Поготово во делот на прогресивно оденачување се случи една таква појава, меѓутоа како што се можеше се менаџираше, затоа што имаме подпишани меморандуми за соработка со земјите од регионот, заеднички сме решиле огромен број на предмети, сме утврдиле и сме застанале на патот на одредено даночно затајување кое што сакало да се Каква појава, за колкав износ се работеше? Не можам да ви кажам точно во моментов, затоа што сепак за да ја направиме комплетната анализа, ние мора да почекаме да заврши оваа цела година со завршувањето на прогресивното оденачување и да видиме какви се вистинските реалните резултати. Каде има потврлање, каде прогресивното оденачување дало резултати. Што туку беше Мишко Барцов, тука зборуваше за оденачувањето на старите автомобили. Дали мисле дека овој потез може да даде некакви резултати со оглед на фактот дека ние сме махери да ги изиграме царинските и даночните обврски? Добро, колку што обврзниците се махери да сакаат да ги фатат тие лавиринти, сепак во некои од тие лавиринти стојат и даночните и царинските инспектори, будно чекаат да видат што ќе се случува. Предпоставувам дека ова е една нова мерка на Царинската управа и очекуваме дека и таа ќе даде соодветни резултати. Бидејќи станува збор за конкретни целни групи. Има нешто што го прочитав, ми е фрапантно и не можам да влегувам во трага, но вас директно кај прашам. Колкави се за фаќањето по однос на така наречените еколошки закони во Македонија? Бидејќи поделена е надлежноста на алиментирање на локалните власти и на централно ниво, но бројката за која веќе се пишува е дека на годишно ниво тоа се 150 милиони евра, што мора да ви кажам дека што зафаќаат локалните, општините и централните власти. Тие се значителни средства кои мора, ако ништо друго, да ги вратиме повторно во создавањето на услови за чиста средина. Апсолутно да, доколку се работат и инспекторатите при единиците на локална самоуправа, верувам дека будно ги следат сите оние случувања околу нив и секако централната власт преку Министерството за животна средина и просторно планирање заеднички да се изборат во делот на прибирањето на овие приходи, кои што се неопходни во ова време сега на енормно аерозагадување. Иако ние како управа за јавни приходи тука не би имеле буквално никаква надлежност. Добро е прашав на почеток како се средувате. Како изгледаше надпреварот околу мафните? Вие изгубите наспроти Царовска и Петров, а вас ви беше компањон Љупчо Николовски, да. Што значи дека тоа е знак дека може да изгубите или? Не, напротив, ние кажавме, ние изгубивме, мислам заедно со Љупчо напоменавме дека изгубивме во готвењето, меѓутоа не и на главната битка на 12 април. Навистина едно многу интересно доживување. Сепак јас и тогаш и вчера кажав дека граѓаните најчесто не гледаат во едно политичко руво. Сега малку сме облечени во нешто непосредно и мислам дека навистина и тоа дава соодветни симпатии создава кај граѓаните. Интересно да видиме на кампања со кецели и со Па јас носев еднаш кецела собирајќи јаболка во Ресен, во ек на јаболко берот. Вчера ете по делот на готвењето и така интересно. Иако нашиот рецепт беше за нијанса потежок од рецептот на нашите противници, меѓутоа честитки до Мила и до Коста. И сосема за крај, глумите дома со вашиот родител кој не ви даде да бидете актер? Не. Не, не, ама кога сакам нешто да издействувам во своја полза, обично знае така да ми каже, не ми глуми многу. А знае Џокица да биде жесток во однос на вашите јавни настапи, со оглед на тоа дека има јасна перцепција што значи камера, однос кон камера и евентуално да ве открива кога глумите? Не знае, само да ме искоригира ако некаде не правам нешто како што треба во делот на зборување, гестикулација и слично, затоа што сепак, како што кажавте, он го има тоа надминато, има живеено со сето тоа целиот негов работен век. Сања Лукаровска, директор на Управата за јавни приходи во Македонија, за се и се што, а најмногу за парите. Ви благодарам многу, ви посакувам до крајот на годината барем уште 1-2-3 милиона да соберете екстра. Ви благодарам на поканата и среќни празници на сите ваши гледачи. Благодарам и вам.